Благодарам многу за поканата за оваа дебата. Мислам дека е исклучително важна и дава придонес кон она за што сите ние се залагаме, освен власт. Постојат два клучни факта кои што никој не може да ги негира, дека Македонија има проблем со слободните избори, а има проблем заради тоа што имаме инструменти кои што се користат за злоупотреба на избирачкото право. Еден од инструментите е избирачкиот список. Зошто е тоа така? Прва и основна работа е фактот дека имаме отворено предмет во специјалното јавно обвинителство во кое што се третираат токму изборните нерегуларности. И веројатно таа истрага, тој предмет, тој судски процес ќе мора да покаже што се случува со избирачкиот список, што се случувало на денот на изборите. И вториот непобитен факт е дека и после прочистувањето на избирачкиот список имаме 5122 избирачи повеќе од тоа што било претходно. Многу нелогично, ако ние решиме нешто да чистиме во една просторија од 10 столчиња, сега на крајот имате 12 после чистењето. Така да, окупацијата на институциите во Република Македонија, партизираната окупација во изминатиот период во овие 10 години покажува дека е срушен системот на функционирање на државата. И од тука се појавуваат институционалните проблеми. Најважна причина мислам дека е немањето на политичка волја. Бидејќи политичката волја на елитата на власт, на ВМРО-ДПМН и на ДУИ не е да организира фер демократски избори, да ги унапредува демократските процеси, да ги демократизира институциите во Република Македонија, заради тоа што владењето нивно се сведува само на бројки. Бројки во гласови и бројки во пари. И ништо друго не подразбира моделот на реформите. И точно е дека имаме и застарен систем, меѓутоа точно е дека имаме систем кој се злоупотребува. И тоа што можеме да го добиеме како релевантен податок, се злоупотребува во рамките на институциите. И ова е шанса, ова е момент кога мораме сите, кога говорам за сите, зборувам за граѓаните на Република Македонија, да истраеме во процесот, заради тоа што сега е моментот и сега е шансата да се направи нешто во делот на избирачкиот список. Не дека можеме да направиме реформи. Значи, реформи со оваа влада, реформи со оваа партија која што ги окупира институциите 10 години, не се возможни. Илузија да очекува некој дека можеме да направиме реформи. Да ги сведеме на минимум проблемите кои што постојат и во делот на избирачкиот список, и во делот на медиумите, е нешто за што можеме и мораме да се избориме во овој период. Не е тоа нешто што на крајот ќе констатираме дека да, ние го прочистивме избирачкиот список и ги отстраниме сите системски проблеми во државата. Тоа не може да се случи заради тоа што за да ги отстраните сите проблеми системски, ќе мораме да имаме сериозни реформи во целиот систем, и во системот на Министерството за внатрешни работи, и во системот на Министерството за правда, управата за водење на матични книги и така натаму, се со цел да преку еден комплементарен систем ние на крајот добиваме резултати кои што ќе бидат реални, резултати кои што ќе бидат веродостојни, резултати во кои што никој нема да се сомнева. Имавме објавување на избирачкиот список од страна на Државната изборна комисија, премногу јавување од страна на граѓаните, кои што реагира на тоа дека во нивните куќи се наоѓаат одредени гласачи, и при тоа сето тоа се занемарува. И јас можам да кажам дека целиот тој процес беше со само декларативна волја дека нешто сакаме ние да спроведеме, да го прочистиме избирачкиот список, да ги добиеме релевантните податоци или да ги провериме оние кои што сериозно се сомневаме. И тоа беше на почетокот на тој процес, иако во рамките на Министерството направивме
заеднички комисии, мешани комисии во кои што учествуваат луѓе од различни интереси кои што имаат натре во Министерството, за да можат да едни со други заеднички го водиме процесот, да немаме процес кој што нема да биде веродостоен. Тоа можеше да се направи, јас го тврдам, јас сум убеден во тоа, заради тоа што ако имате искрена политичка волја, лесно можеме да ги провериме состојбите, меѓутоа треба да бидеме растеретени сите од некаква друга партиска позадина или од таа криминална позадина во смисла на изборите, за да дојдете до релевантен податок. Малите бројки на неконзистентни записи, малите бројки на гласачи кои што беа на почетокот доставувани од ДИК до Министерството беа проверувани, тука нема никаков проблем. Проблемот настана кога мораше да се провери бројката од скоро 72.000 избирачи, доставена до Министерство за внатрешни работи, и тука настана несогласувањето. Знаете дека јас не ги потпишав податоците до Државната изборна комисија, заради тоа што не можам, и тоа нема да го направам никогаш, и без разлика кој е начело на таа влада, да за одредени податоци кои што не постојат во Министерство да потпишам дека постојат. И од тие 71.793 лица кои што се проверува, а се проверува рачно, заради тоа што Министерството нема систем кој што ќе гарантира поинаква електронска проверка, и затоа тука мора да се направат сериозни реформи. Ќе напоменам што е моето мислење во овој дел. После рачната проверка се констатираше дека околу 18.000 немаат никаков документ, никаква апликација за вадење на лична карта или на вадење на патна исправа. И тука настана проблемот. Наместо дополнително да извршиме проверки, преку праќање на полицајци на терен, на одење на тие адреси, да видиме што е работата, јас не можам и не сакам да веднаш констатирам дека тие луѓе не постојат во Македонија. Ама за тоа треба да има проверка. И да видиме дали, ако Оливер Спасовски има лична карта, а во Министерството не постои никакво барање дека поднел за да ја добие таа лична карта, можеби тие документи не биле добро чувани во Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа, на адресата на која што живее Оливер Спасовски мора да го има и да се добие некако податок. Што беше проблем тоа да се провери? Наместо тоа да се случи, имавме доставување на податоци, и тоа со подпис од дополнителен заменик министер Чавков, со подпис од председателот на комисијата, што е прочем и државен секретар во Министерството, и тука се покажа веќе начинот на кој што Државната изборна комисија одлучува политички. Сега говориме и се согласувам дека е најдобро за Македонија да имаме стручно експертско тело кое што ќе води Државната изборна комисија. Ама веднаш ми се постава прашање кои се експертите кои што треба да влезат во Државната изборна комисија. Вие гледате дека од делот на експертите имаме 20 членови на Државната изборна комисија кои што се приклучија на носење или беа дури предводници на носењето на партиските одлуки. А при тоа јавноста ги дозна причините кои што се. Како се влегува во Агенција за цивилно воздухопловство на еден син на член на комисијата. Што се прави со другите членови и така натаму. Тоа укажува дека личниот интерес се става во функција на заштита на некаков партиски интерес на штета на општиот интерес, на штета на граѓанскиот интерес. И тоа е само еден дел од несогласувањата. Нормално дека вториот сегмент беше не давањето на 124.000 избирачи да бидат проверени воопшто во Министерство за внатрешни работи. Од тие 124, 16.000 се повторува нели во други проверки, 107.000 останаа кои што требаше да бидат доставени до Министерство за внатрешни работи. Тука ДИК, спротивно на методологијата, спротивно на прописите кои што се донесени, и тука се согласувам и со Џабир и со Дарко што го кажа, немаше волја да тоа биде проверено. Не мора да бидат проверени.
Кој е изговорот? Па не може да ги проверуваме, тие биле разна етничка структура која што може би да биде загрозена. Па ќе ослушате Ахмети или некој од Дуи, а тоа се албанци кои што некој сака да ги брише, или ќе очуете Груевски и неговите од ВМРО, па тоа се повеќе македонци кои што некој сака да ги брише од избирачкиот список. А реалната слика не е така. Реалната слика дека се сите граѓани од Република Македонија од различни етникуми на тие податоци од 107.000 избирачи. И тоа самото по себе покажува дека тие луѓе се надвор од Република Македонија. Заради тоа што не ги избираа луѓето што заминуваат по етничка, по верска припадност. Тие заминуваа од маките кои што ги имаа во Република Македонија, од понижувањата кои што ги доживуваат од системот. И затоа се мешани, таму имат и македонци, и срби, и албанци, и турци, и власи, и бошњаци, и македонци, муслимани, и секакви други кои што се најдоа на тој избирачки список. И јас тврдам дека тие се луѓето кои што се надвор од Република Македонија, кои што треба да бидат на посебен извод од избирачкиот список. Зошто ова го тврдам? Направивме со мојот тим, со кабинетот во Министерството за внатрешни работи, и тоа сум го кажал неколку пати, пак ќе го повторам. На случаен избор од 5000 избирачи што беа во рамките на тие 107. Проверивме преку граничното управување во Министерството за внатрешни работи. Официјалниот податок од 5000 е дека само 4 се заминати надвор од Република Македонија. Кога проверуваме во одделот за гранични работи, во системот, излегува дека 80% се евидентирани дека заминале пред повеќе години од Република Македонија и не се вратиле назад. Што беше проблемот? Да ги провериме сите 107.000 и да кажеме да, од 107.000, 80-90.000 се надвор од Република Македонија. Нека се и 107.000 ќе ги ставиме на посебен извод од избирачки список. Па ако во тие 107.000 се најде некој кој што е во Република Македонија, има можност при увидот тоа да го забележи. И тоа очигледно е дека намерата е сосема друга. Податокот, фактот дека најдовме 35.000 лични карти направени во Министерството за внатрешни работи, кои што стоеа низ секторите за внатрешни работи, низ оделенијата за внатрешни работи, не подигнати. А не подигната лична карта врз основа на закон не произведува правни последици, не е пуштена во правен промет. Нивните податоци се најдоа на избирачкиот список. Некој ќе рече, да, ама тие се со замена на личните карти. Да, може би и замена на личната карта, ама се додека таа стара лична карта не биде донесена во Министерството за внатрешни работи, не може новата да биде во правен промет. Не може податоците да бидат со променетите адреси во правен промет. И тоа е сомнежот кој што се раѓа кај мене, кај многу граѓани на Република Македонија, дека тие 35.000 лични карти се користат на денот на изборите. Им ги дава некој од Министерството за внатрешни работи на поединци, гласаат во нечие име и ги враќаат повторно назад. Сега, за среќа или за жал, не знам како, се наоѓаат во специјалното јавно обвинителство. И јас се надам дека тука ќе се потврди или ќе се демонтира ова тврдење. Или колку од тие лични карти се злоупотребени или не се злоупотребени. Ама еднаш мора да чистиме таа ситуација. Дали имаме сега услови да биде прочистен и тоа колку толку да биде прочистен избирачкиот список? Или во најголема мера? Имаме. Дали ќе го прочистиме целосно до било кој одржување на изборите? Дали ќе биде во ноември или ќе биде тоа некаде подоцна? Нема целосно да го прочистиме. Ако сакаме целосно да го прочистиме, говорев, ќе треба да направиме многу реформи во институциите. Ама за да ги реформираме институциите, мораме да ги деполитизираме и да ги декриминализираме. Се додека имате во Министерство за внатрешни работи началници со фалсификувани дипломи, за што збориме ние? За која декриминализација на институција или чистење на избирачкиот список? Се чекаше еден час после заминувањето мојот Министерство за внатрешни работи да бидат укинати решенијата за да бидат тие за суспензија да бидат вратени на работа. Иако тој процес не може да биде стопиран. Фалсификатот е утврден и тоа е фалсификат. Ама благодарение на
партизацијата и злоупотреба на политиката, тие луѓе се држат на работните места. Кога говориме за реформа во системот на Министерство за внатрешни работи, прво мора да се направи еден централен систем за граѓаните, кои што податоци ќе бидат користени од сите институции за кои што имаат потреба од користење на тие податоци, а тој систем мора да биде заштитен, да не биде злоупотребуван, да не зависи системот од Оливер Спасовски или од некој друг од друга политичка партија, да не зависи од било кој министар кој што ќе седи на таа позиција и да може да функционира. И затоа треба да се направи информатички систем кога граѓанинот ќе дојде да побара патна исправа или лична карта, да се знае што мора да донесе како документ, тие документи да бидат скенирани, ако не ги скенирате системот да не дозволува да се изработува таа лична карта или таа патна исправа, и сето тоа да биде добро складирано во еден хардвер. Ако тоа го имаме, тогаш нема да имаме потреба во ниту еден момент повторно, рачно, да проверуваме и да зависи од волјата на еден или на друг. Туку ќе имаме систем кој што ќе функционира. Ама, за да функционира тој систем, не може да ни се случува ова што сега се случува. Ќе направи патна исправа со некоја си адреса во странство, затоа што тој граѓанин на Република Македонија, односно државјанин, никогаш не живеел во Македонија, а се наоѓа во избирачкиот список, не во изводот, во избирачкиот список, каде на адресата на неговиот дедо, кај што живеел. Ама во законот не кажува дека јас можам да влечам право на живеалиште по мојот татко или по мојот дедо. Туку заради тоа што јас поседувам живеалиште, имот и така натаму, кој што е основа да ми се запише тоа живеалиште. Ова ми го кажува раководителот, односно помошник министерот за информатика. Министер, ние сме запишувале на такви адреси затоа што ни наредија така да правиме. А кој може да ви нареди ако не е тоа пропишено во закон? Како е засновано на закон, така треба да го направиме. И затоа ни се наоѓаат сега луѓе кои што немале последно живеалиште во Република Македонија, а на избирачки список. Ја успеав за тие ефективно 4,5 месеци колку можев да работам, да избришеме 500 жители на центар, познати гласачи од Пустец, или како ги нарекуваме изборни туристи, кои што идат на денот на изборите, гласат па си заминуваат. Самото бришење во управна постапка, кој што никој не го оспори, покажува дека има криминал. Биле издадени лични карти во центар без да поседуваат соодветна документација, без да поседуваат имот, стан, куќа, без да поседуваат договор дека се во закуп на стан или на куќа во општина Центар. 524 беа такви. Тие се избришени. Нормално дека има и уште такви низ Република Македонија. Што ќе зборуваме за запишени избирачи на влезови кои што не постојат, на катови на кои што не постојат. Затоа Џабир зборуваше. Тоа не треба да бидете многу паметни за да тоа го направите. Ние исто така направиме штик проба за во Маđари. На адреса таа и таа запишани 15, 16, не знам колку беа точно. Кога отидоа дел од мојот кабинет, таму не постои куќа. Таму постои парче некакво земја на кое што се водат одреден број на избирачи. И сега се постава прашање, што е проблемот да бидат тие проверени уште еднаш, да видиме кај се тие луѓе заминале, не заминале, ги нема во државата, да им оставиме простор да сами се пријават. Значи никој во Македонија не смее да го наруши избирачкото право. И тука сите се согласуваме. Никој не смее да брише луѓе кои што треба да се најдат на избирачкиот список. Ама кој му дава право на било кој политичар во Република Македонија, на било кој функционер да ги злоупотребува тие права. Така да, најважна е политичката волја и второ, мора да има промени во државата за да можеме да имаме и реформи. Без тоа да правите и да очекувате реформи дека ќе направи партијата на власт која што го злоупотребувала овој систем со години наназад е илусија. Благодарам.